повеќе во Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Македонска владина делегација предводена од премиерот Никола Груевски денеска на економски форум во Чикаго ќе представи земјата како отворена за странски инвестиции и со поволна клима за мали и средни предпријатија. Од Чикаго се јавува Лилица Китановска. Македонија на сад денески им се представи како ново економско чудо во Европа. Организатор на презентацијата во Чикаго е македонската влада. Нејзиниот тим ќе се обиде да ги заинтригира американските бизнисмени за инвестирање преку објаснување на климата во земјата, погодна за мали и средни предпријатија, за научните реформи и за други економски параметри што Македонија ја прават атрактивна дестинација. Овде е премиерот Никола Груевски, кој ќе биде еден од говорниците на форумот, а ќе зборуваат и Филип Рикер, амбасадорот на САД во Македонија, Симеон Джанков, главниот економист во Светската банка, и Майк Зафировски, председател на Нортел и член на бордот на директори на Македонија 2025. Една од точките на форумот е подпишување на меморандумот за разбирање меѓу Американската агенција за меѓународен развој и Македонија 2025. Ова е втор бизнес форум во Соединетите Американски држави за оваа недела. Повеќе информации од Чикаго ќе имаме за нашата наредна емисија. А сега, само да споменеме дека напоредно со економската презентација, Македонија во САД се представува и со својата култура. Во тие рамки, македонскиот пианист Симеон Трпчевски овде во Чикаго го отвара тој сегмент со изведба на дело од Чајковски. За гласот на Америка на македонски јазик од Чикаго, Лилица Китановска. Во продолжение на News Flash, Европската Унија соопшти дека 15 нации кои го користат еврото како валута и официјално се наоѓаат во рецесија. Во време кога во Вашингтон се одржува средбата каде светските лидери ќе дискутираат за финансиската глобална криза. Спроти средбата председателот Буш го бранеше американскиот капиталистички систем. Кризата не значи неуспех на системот на слободни пазари, а одговорот не е во тоа одново да го измислуваме тој систем. Спасувањето на финансиските институции е во фокусот на владата на председателот Џорџ Буш, но за некои сенатори попрво треба да се спасат собствениците на домови. Според неодамнешен извештај, во месец октомври секојдневно по 9000 американци биле во опасност домовите да им ги голтне хипотека. Демократот Кристофер Дод е начело на Сенатската комисија за домување. Се уште не ми е јасно зошто секретарот за финансии и други одбиваат да разберат дека ова е јадрото на проблемот, се додека не се зафатиме со тоа проблемот ќе остане. Председателот Буш наведом не мисли така. Мора да разбереме дека владината интервенција не е волшебен лек за се. Например, некои ја фрлаат кривицата на недоволната регулатива во американскиот пазар на хипотеки. Некои европски земји имаа многу пообемна регулатива, а сепак искусија рече се идентични проблеми на нашите. Буш денес организира вечера во Белата куќа за лидерите на 20 индустриализирани и земји во развој. Официјално средбата започнува во сабота. На земјите учеснички отпаѓаат 90% од светската економија и 2/3 од населението во светот. Американските медиуми јавуваат дека сенаторката Хилари Клинтон е меѓу кандидатите за државен секретар во владата на новоизбраниот председател Барак Обама. Клинтон загуби од Обама во прелиминарните избори за демократски кандидат за председател. На прашање дали би прифатила, Клинтон одговори дека е задоволна што е во Сенатот и дека сака да биде добар партнер на новиот председател. Како кандидати се споменуваат и демократскиот сенатор Џон Кери, неговиот републикански колега Чак Хагел и гувернерот на Ново Мексико Бил Ричардсон. Директорот на Американската разузнавачка агенција ЦИА изјави дека лидерот на Ал-Каида Осама Бин Ладен најверојатно е изолиран од секојдневните операции на терористичката група и е принуден по големиот дел од времето да размислува за собствената безбедност. Мајкл Хајден во говор во Вашингтон рече дека потрагата по Бин Ладен останува приоритет на ЦИА. Хајден сугерираше дека лидерот на Ал-Каида се крие некаде во зафрлениот пограничен регион меѓу Афганистан и Пакистан. Македонија, Сојузот за синдикати организираше генерален штрајк со цел да го изрази револтот поради новата верзија на Законот за работни односи. ВМРО ДПМН го обвини Социјалдемократскиот сојуз дека манипулира со работниците за дневно политички цели. Од Скопје извештај на Борјан Јовановски. Во
Скопје денеска започнуваат масовни протести против измените во Законот за работни односи. Сојузот на синдикатите кој ги организира овие протести тврди дека со измените на законот драстично се намалени правата на работниците. Барањето на синдикатот се укинување на последните измени и дополнување на Законот за работни односи. Работниот стаж покрај возраста да биде услов за пензионирање, законско утврдување на минималната плата, како и донесување закон со кој материјално ќе се обезбедат сите стечени работници прогласени за технолошки вишок. Синдикатите исто така бараат зачувување на животниот стандард на работниците со преземање ефективни мерки за суспивање на појавите на неконтролирано зголемување на цените на основните прехранбени производи. Опозицијскиот социјалдемократски сојуз на Македонија му даде целосна подршка на штрајкот. Правото на достоинствен живот и правото на борбата за своите права е нормално демократско право и заради тоа би било убаво да работниците го дигнат својот глас и јасно и гласно и дадат и на владата и на целата македонска јавност до знаење дека ќе ги бранат своите демократски и уставни права. Изјави Зоран Заев, веде председател на Социјалдемократскиот сојуз. Од своја страна владачката ВМРО ДПМН со соопштение до јавноста ги обвини социјалдемократите дека ги манипулираат работниците до остварување на дневно политички цели. Боријан Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје. Американската вселенска агенција НАСА вели дека се е подготвено за вечерашното лансирање на Space Shuttle Endeavour со 7-член екипаж од Вселенскиот центар Кенеди во Флорида кон меѓународната вселенска станица. Endeavour носи нови компоненти што ќе го зголемат просторот за живење на станицата. Мисијата ќе трае 15 дена. Тоа беа вестите за овој петок 14 ноември 2008. Јас сум Јеле Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледаме в понеделник.